Пожарот во Кочанско Градовци е ставен под контрола. Откако 6 возила, десетици пожарникари и голем број доброволци, машки се бореа со огнените јазици. Пожарот во близина на селото Градовци моментално е под контрола и состојбата е мирна. Сите пожарникари што бевме заедно со доброволците и 6 возила се повлачеме на територијалната предпожарна единица во Кочани. Има возило со 4 пожарникара и 2 од доброволците што вршат контрола на самата ситуација околу страништето и околу селото. Причина за пожарот беше запалено стрниште кое поради силниот ветер се прошири низ цело Кочанско поле и стигна до првите куќи во село Градовци, зафаќајќи дел од земјоделската механизација. Материјално ќе да има колку сакат. Доста е погледни доле, ово ако изгореше се. Те со комшијата тука го спасувавме огино до пред вратта ни беше и тоа е. Што да ти кажам друго? Има балирачка, косачка, јонџето, бали слами, има нешто. Вчера горело, знамо дали се е пренесело од подалеку дојдело е тука. Ова сека година ни се случува ова е страшна работа. Иако палењето стрништа е казниво со закон, сепак праксата никако не престанува, а Кочани, Зрновци, Чишиново, Блешево се општините каде оваа појава е најизразена и каде досега од неодговорност и несовесност има најмногу штети. Господине Апостолов, каква е сега состојбата со пожарот во близина на селото Градовци? Значи, пожарот во близина на селото Градовци моментално е под контрола и состојбата е мирна. Сите пожарникари што бевме заедно со доброволците и 6 возила се повлачеме на територијалната предпожарна единица во Кочани. Дали оставивте контролни екипи? Да. Секако има возило со 4 пожарникара и 2 од доброволците што вршат контрола на самата ситуација околу страништето и околу селото. На колку метри е дојден пожарот до првите куќи? Па до самите куќи, значи беше на 2 до 3 метри до самите куќи.